Писмата од никого. Бегството на боа констрикторот му ја обезбеди на Хари дотогаш најдолгата казна. Кога најпосле му беше дозволено да излезе од краденецот, веќе беа почнати летните празници и Дадли веќе ја скрши новата филмска камера, а исто и го урна авионот на далечинско правување. При првото качување на тркачки велосипед ја турна старата господја Фик, додека ја преминуваше улицата Привет Драйв на патерици. Хари се радуваше што училиштето заврши, но немаше бегање од бандата на Дадли, која секој ден ја посетуваше куќата. Пирс, Денис, Малком и Гордон беа големи и глупави, но бидејќи Дадли беше најголемиот и најглупавиот од сите, тој беше водачот. Преостанатите со овоодушевување се придружија на омилениот спорт на Дадли – лов на Хари. Затоа Хари поминуваше колку што е можно повеќе време надвор од куќата. Луташе наоколу и размислуваше за крајот на празниците, каде што можеше да види трошка надеж. Во септември требаше да тргне во средно училиште и првпат во животот немаше да биде со Дадли. Тој имаше место во старото училиште на тетин Вернон, Смелсинг, и Пирс Полкингс требаше да оди таму. Хари од другата страна тргуваше во Стоусвил Хај, локалната гимназија. На Дадли ова му беше многу смешно. Им ги пикаат главите во вете школките првиот ден во Стоусвил, му рече на Хари. Сакаш да дојдеш горе и да вежбаш? Не, фала, рече Хари. Кутрата шолја, никогаш немала нешто толку ужасно како твојата глава во неа. Може да и се слоши. Па избега без да му остави време на Дадли да свати што рекол. Еден јулски ден, тетка Петунија го одведе Дадли во Лондон за да му ја купи униформата за Смелстинг, оставајќи го Хари кај господја Фик. Не беше толку лошо како обично. Излезе дека ја скршила ногата кога се сопнала од една од мачките и сега како да не ѝ се допаѓаа толку како порано. Го остави Хари да гледа телевизија и му даде парче чоколадна торта што имаше вкус како да одстоела неколку години. Таа вечер во дневната соба Дадли парадираше пред семејството во новата униформа. Момчињето од Смелстинг носеа костенливи фракови, портокалови куси панталони и рамни сламени шапки наречени бродарки. Носеа и јазлести стапчиња што ги користеа да се удираат меѓу себе кога не гледаа наставниците. Ова требаше да биде добра обука за понатаму во животот. Додека го гледаше Дадли во новите панталони, тетин Вернон грубо рече дека тоа е најгордиот момент во неговиот живот. Тетка Петунија се расплака и рече дека не верува дека тоа е незиното дадленце, кој изгледаше толку убав и возрасен. Хари не се осмелуваше да зборува. Помисли дека можеби веќе му пукнале две ребра, обидувајќи се да не прсне од смеа. Имаше ужасен мирис во кујната следното утро кога Хари влезе на појадок. Како да доаѓаш од некое големо метално ведро во мјалникот. Отиде да погледне. Ведрото беше полно со нешто што личеше на валкани крпи во сива вода. Што е ова? Ја праша тетка Петунија. Усните ѝ се стегнаа како и секогаш кога ќе се осмелеше да постави прашање. Твојата нова училишна униформа, рече таа. Хари пак погледна во чинијата. О, рече тој, не знаев дека мора да е толку влажна. Не биди глупав, се разлути тетка Петунија. Бојосувам некои стари работи на Дадли во сиво за тебе. Ки изгледаат исто како на сите други кога ќе заврши. Хари сериозно се сомневаше во тоа, но сметаше дека е најдобро да не се расправа. Седна на масата и се обиди да не мисли на тоа како ќе изгледа на првиот ден во Стоувил Хај. Како да носи парчиње стара слонова кожа. Веројатно. Влегоа Дадли и тетин Вернон и двајцата се збрчкани носови поради мирисот од новата униформа на Хари. Тетин Вернон го отвори весникот како и обично, а Дадли удри по масата со стапчето од Смелстинг, што го носеше насекаде. Го слушнаа штракањето на поштенското сантаче и паѓањето на писмата врз бришалката пред вратата. Земи ја поштата, Дадли, рече тетин Вернон зад весникот. Кажи му на Хари да ја земе. Земи ја поштата, Хари. Кажи му на Дадли да ја земе. Боди го со стапчето од Смелстинг, Дадли. Хари го избегна стапчето од Смелстинг и отиде да ја земе поштата. 3 работи лежаа на бришалката. Разгледница од сестрата на тетин Вернон,
Марч, која беше на одмор во Фај кафе Авклик, што изгледаше како сметката, и писмо за Хари. Хари го крена и се загледа во него, а срцето му се текнеше како джиновски ластик. Никој никогаш во целиот свој живот не му пишал. Кој би му пишал? Немаше другари, немаше други роднини, не беше член на библиотеката, па никогаш не добиваше ни груби опомени за враќање книги. А сепак еве го, писмото толку јасно адресирано што можеше да биде грешка. Господин Хари Потер, краденецот под скалите, улица Привет Драйв број 4, Литл Вининг, Сари. Писмото беше дебело и тешко, од жолт пергамент, а адресата беше напишана со смаргадно мастило. Немаше марка. Кога со треперливата рака го сврте писмото, Хари виде виолетов восочен печат со граблив орел, јазовец и змија голема колку буква Х. Побрзај, момче, викна тетин Вернон од кујната. Што правиш? Проверуваш да нема бомба? Се закикати на собствената шега. Хари се врати во кујната и натаму загледан во писмото. Му ги подаде сметката и разгледницата на тетин Вернон. Седна и полека почна да го отвара жолтиот плик. Тетин Вернон ја искина сметката, шмркна од гадање и се сврте на разгледницата. Марче болна, ја извести тетка Петунија. Изела чудна школка. Тато, наеднаш рече Дадли. Тато, Хари добил нешто. Хари тргна да го одмота писмото, напишано на истиот тежок пергамент како пликот. Кога тетин Вернон остро му го оттргна од раката. Тоа е мое, рече Хари и се обиде да го земе. Кој би ти пишал тебе? Се подсмеваше тетин Вернон и го отвори писмото со едната рака, тресејќи го и го погледна. Лицето од црвено му стана зелено побрзо од светилките на семафор и не запре тука. За неколку секунди стана сиво-бело како стара овесна каша. Петунија, почна да пелтачи. Дадли се обиде да го зграбчи писмото за да го прочита, но тетин Вернон го држеше високо надвор од дофат. Тетка Петунија љубопитно го зеде и го прочита првиот ред. За момент изгледаше дека ќе се несвести. Се фати за грлото и испушти звук на давење. Вернон, Боже Господе, Вернон, зјапа еден во друг, како да заборавија дека Хари и Дадли се уште беа во собата. Дадли не беше навикнат да го игнорираат. Остро го потчукна татко си по главата со стапчето од Смелтингс. Сакам да го прочитам тоа писмо, рече гласно. Јас сакам да го прочитам, се разневни Хари, зашто е мое. Излегувајте и двајцата. Заграка тетин Вернон и го напика писмото во пликот. Хари не се помрдна. Дај ми го моето писмо, се развика. Дај јас да го видам, бараше Дадли. Надвор, загрме тетин Вернон, па го зграбчи Хари и Дадли одзади за вратовите и ги сфрли во ходникот, трескајќи вратата од кујната заднив. Хари и Дадли веднаш се скараа бесно, но тивко, околу тоа кој ќе слуша на клучалката. Дадли победи, па Хари со очилата виснати на едното уво легна на стомак да слуша на процепот помеѓу вратата и подот. Вернон, велеше тетка Петунија со треперлив глас. Види адресата. Како е можно да знаат каде спие? Не мислиш дека ја надгледуваат куќата? Надгледуваат, шпионираат, може би наследат, избезумено мрмореше тетин Вернон. Но што ќе правиме, Вернон? Треба ли да одговориме? Кажи им дека не сакаме. Хари можеше да ги види сјајните црвени чевли на тетин Вернон како чекорат нагоре надолу по кујната. Не, рече најпосле. Не, ќе го игнорираме. Ако не добијат одговор, да, така е најдобро. Нема да сториме ништо. Но нема да дозволам тако во куќата, Петунија. Зар не се заколнавме кога го примивме дека ќе ги искорениме тие опасни глупости? Таа вечер, кога се врати од работа, тетин Вернон направи нешто што не го направил никогаш. Го посети Хари во краденецот. Каде е моето писмо? Рече Хари во моментот кога тетин Вернон се вовре низ вратата. Кој ми пишува? Никој. Ти беше адресирано погрешка. Кусо, рече тетин Вернон. Кој изгорев? Не беше грешка, луто рече Хари. Го пишуваше мојот краденец. Тишина, викна тетин Вернон. И неколку пајаци падна од плафонот.
Неколку пати зеде длабок здив и потоа сосила се насмевна, што изгледаше многу лошо. Да, Хари, за овој краденец тетката и јас размислувавме. Навистина стануваш малку поголем за него. Мислиме дека би било убаво да се преселиш во втората соба на Дадли. Зошто? Рече Хари. Не поставувај прашање, викна тетин му. Однеси ги работите горе, веднаш. Куќата на Дрслиеви имаше 4 спални соби. Една за тетин Вернон и тетка Петунија, една за посетителите, обично сестра му на тетин Вернон и Марч, една каде што спиеше Дадли, една каде што Дадли ги чуваше сите играчки и работи што не ги собираше во првата соба. На Хари му требаше само едно качување за да се премести се што имаше од краденецот во оваа соба. Седна на креветот и се загледа околу себе. Речи си се овде беше скршено. Едномесечната филмска камера лежеше врз еден мал подвижен тенк со кој Дадли еднаш го прегази кучето на соседите. Во аголот беше првиот телевизор на Дадли, кој го проби со стаклото кога му откажа омилената емисија. Имаше огромен кафе за птица во кој некогаш имаше папагал, што Дадли го замени на училиште за вистинска воздушна пушка, качена на полица со еден целосто свиен крај, зашто Дадли седна врз неа. Другите полици беа полни со книги. Тоа беа единствените работи во собата што изгледаа како да не биле допрени никогаш. Од оздола дојде звукот на Дадли како и вреска на мајка си. Не сакам да е таму, ми треба таа соба. Кажи му да излезе. Хари воздивна и се истегна на креветот. Вчера ќе дадеше се за да биде овде горе. Денеска повеќе сакаше назад во краденецот со тоа писмо наместо горе без него. Следното утро на појадокот сите беа некако тивки. Дадли беше во шок. Врескаше. Го удираше татко си со стапчето од смелстинг. Намерно повраќаше, ја клосаше мајка си и ја фрлаше желката низ покривот од стакленикот. И сепак не му ја вратија собата. Хари се каеше што не го отвори писмото во ходник. Тетин Вернон и тетка Петунија продолжија да разменуваат мрачни погледи. Кога пристигна поштата, тетин Вернон, кој се обидуваше да биде фин со Хари, го натера Дадли да оди да ја земе. Го слушнаа како удира работи со стапчето од смелтинг низ целиот ходник. Потоа се развика. Има уште едно, господин Х. Потер, најмалата спална соба, улица Привет Драйв број 4. Со придушен извик тетин Вернон скокна од столот и се стрча низ ходникот, а Хари веднаш по него. Тетин Вернон мораше да го турне Хари на земја за Дадли да му го земе писмото, што не беше лесно, зашто Хари го фати одзади за вратот. По минута збунета борба, каде што сите добија многу удари од стапчето на Смелтингс, тетин Вернон се исправи, задишан, стискајќи го писмото на Хари. Право во краденецот, мислам, во соба, му рече забрефтано на Хари. Дадли, бегај! Хари кружеше и кружеше во својата нова соба. Некој знаеше дека се одселил од краденецот и како да знаеа дека не го добил првото писмо. Дали пак ќе се обидат? Овој пат ќе се осигураат да успеат. Имаше план. Поправниот часовник со аларм задзвони во 6 часот. Хари брго го исклучи и тивко се облече. Не смееше да ги разбуди Дрслиеви. Се искраде долу без да вклучи ниту една светилка. Тргна да го чека поштарот на аголот од Привет Драйв и прв да ги земе писмата за бројот 4. Срцето му биеше додека одеше кришум низ темниот ходник од влезната врата. Хари скокна во воздух. Згазна врз нешто големо и меко на бришалката. Нешто живо. Горе се вклучија светилките и Хари со ужас свати дека големото меко нешто што го згазна беше лицето на тетин му. Тетин Вернон лежеше долу пред вратата во вреќе за спиење, очигледно сакајќи да се осигури дека Хари нема да го стори токму она што се обидуваше да го стори. Му викаше на Хари околу половина час и потоа му кажа да оди и да направи шолја чај. Хари се одвлечка потишен во кујната и кога се врати, поштата веќе беше пристигната, право во скутот на тетин Вернон. Хари можеше да ги види 3 писма адресирани со зелено мастило. Дај ми го, почна тој, но тетин Вернон ги кинеше писмата на парчиња пред неговите очи. Тетин Вернон не отиде на работа тој ден. Остана дома и го закова поштенското сандаче. Гледаш? И објасни на тетка Петунија низ устата полна шајки.
Ако не може да ги испорачаат, едноставно ќе мора да се предадат. Не сум сигурна дека тоа ќе успее, Вернон. Ах, луѓе во чудно размислуваат, Петунија. Не се како мене и тебе, рече тетин Вернон, обидувајќи се да закова шајка со парчето овошна торта што тетка Петунија току-што му го донесе. Во петок пристигнаа дури 12 писма за Хари. Зашто не можеа да поминат низ поштенското сандаче, беа турнати под вратата, пикнати одстрана, а неколку дури и со сила турнати низ прозорецот во долниот тоалет. Тетин Вернон повторно остана дома. Откако ги изгоре сите писма, извади чекани шајки и закова штици врз процепите околу предната и задната врата, за никој да не може да излезе. Ја подпевнуваше напрсти низ линијата додека работеше и скокаше на тивките звуци. Во саботата работите почнаа да излегуваат од контрола. Стигнаа 24 писма за Хари, смотани и свиткани во секоја од двете дузиња јајца што нивниот многу збрчкан млекар ги подаде на тетка Петунија низ прозорецот. Додека тетин Вернон луто телефонираше во поштата и млекарницата во обид да најде некого за да му се пожали, тетка Петунија ги уништи писмата во миксерот за храна. А кој има толкова желба да зборува со тебе? Дадли го праша Хари зачуден. Во саботата наутро тетин Вернон седна на масата за појадок, изгледајќи изморен и некако болен, ама сепак среќен. Нема пошта во недела, весело ги посети додека мачкаше мармалата врз весниците. Денеска нема проклети писма. Додека зборуваше, нешто зафучи надолу низ коњскиот очак и остро го погоди одзади во главата. Следниот момент 34 писма излетаа од каминот како куршуми. Дрслиеви се наведнаа, но Хари скокна во воздухот во обид да фати едно. Надвор, надвор! Тетин Вернон го фати Хари за половината и го фрли во ходникот. Кога тетка Петунија и Дадли истрчаа со рацете преку лицата, тетин Вернон ја затвори вратата со тресок. Можеа да слушнат како писмата се уште слетуваат во собата и удираат во зидовите и подот. Доста беше, рече тетин Вернон, обидувајќи се да зборува смирено, но истовремено кубејќи купчиња влакна од мустаките. Сите сте се вратиле овде за 5 минути, спремни за одај. Заминувам. Само спакувајте некој алишта без расправање. Изгледаше толку опасно без еден мустик, што никој не се осуди да се расправа. 10 минути потоцна ги растркаа закованите врати и беа во автомобилот брзајќи кон автопатот. Дадли зашмрка на задното седиште. Татко му залепи една зашто ги задржа додека се обидуваше да го спакуваат телевизорот, видеото и компјутерот во спортската торба. Се возеа и возеа. Дури и тетка Петунија не се осмели да прашаат каде одат. Од време на време тетин Вернон одсечно ќе свртеше и некое време ќе возеше во спротивна насока. Да ги откачиме, да им избегаме, ќе промрмореше секогаш кога ќе свртеше. Не застанаа да јадат или да пијат цела ден. До вечерта Дадли завиваше. Никогаш немал толку лош ден во животот. Беше гладен, пропушти 5 телевизиски емисии што сакаше да ги гледа и никогаш не поминал толку долго без да занесе авион на компјутерот. Тетин Вернон конечно запре пред еден мрачен хотел на периферијата на еден голем град. Дадли и Хари делеа соба со двојни кревети и влажни му влосани чаршави. Дадли рчеше, но Хари остана буден. Седнат на штицата од прозорецот, зјапаше долу во светилките на автомобилите што минуваа и се чудеше. Утредента за појадок јадеа бајати шитрки и студени домати од конзерва, само што завршија кога собственичката на хотелот дојде до нивната маса. Се извинувам, но дали тука има некој господин Хари Потер? Има едно 100 вакви на рецепција. Крена едно писмо за да може да ја прочитаат адресата на зеленото мастило. Господин Хари Потер, соба 17, хотел Рейлвју, Оукворд. Хари тргна да го зграбчи писмото, но тетин Вернон му ја оттурна раката. Жената зјапаше. Јас ќе ги земам, рече тетин Вернон бргу и стана понеа во трпезаријата. Зар не е подобро да си одиме дома, драги? Срамежливо предложи тетка Петунија по неколку часови. Но тетин Вернон како да не ја слушна. Што точно бараше тој? Никој не знаеше. Ги одведе среде шума
Излезе, разгледа наоколу, занишо со главата и се врати во автомобилот. И пак тргнаа. Истото им се случи и среде едно изорано поле, на половина висечки мост и на врвот од една повеќкатна гаража. Тато е полуден, нели? Датли тапо ја праша Петунија, тоа попладне. Тетин Вернон паркираше на брегот, ги заклучи сите во автомобилот и исчезна. Почна да врне. Големи капки удираа по покривот на автомобилот. Дадли си молеше. Понеделник не, и кажа на мајка си. Вечерва е големиот Хамберто, сакам да седам некаде каде што има телевизор. Понеделник? Ова го потсети Хари на нешто. Ако беше понеделник, а обично можеше да се смета на Дадли за деновите од неделата поради телевизијата, тогаш утре, вторник, му беше 11-тиот роден ден на Хари. Се разбира, неговите родендини никогаш не беа баш забавни. Лани Дърслиеви му дадоа за качалка и еден пар стари чорапи од тетин Вернон. Сепак, не се полнат 11 години секој ден. Тетин Вернон се врати и се смешкаше. Носеше и долг, тенок пакет и не ја одговори на тетка Петунија кога го праша што купил. Го најдов совршеното место, рече тој. Ајде, сите надвор. Беше многу студено надвор од автомобилот. Тетин Вернон покажуваше ко нешто што личеше на голема карпа далеку на морето. На врвот од карпата стоеше најбедната колипка што можеше да се замисли. Едно беше сигурно. Таму немаше телевизор. Прогнозираат бура вечерва. Радосно рече чичко Вернон и плесна со рацете. А овој господин љубезно се согласи да ни го поземи неговиот чамец. Еден беззаб старец бавно им приди со мощна злобна насмевка, покажувајќи кој еден стар чамец за веслање што се креваше и спушташе во жело сивата вода под нив. Купив и јадење, рече тетин Вернон. Ајде, сите на палуба. На чамецот беше смрзнувачки. Ледени капки од морето и дожд им се тркалаа по вратот и студен ветер ги камшикуваше по лицата. По пловењето со часови стигнаа до карпата каде што тетин Вернон, лизгајки и сопнувајки се ги одведе во распаднатата колиба. Внатре беше ужасно. Имаше силен мирис на морски треви. Ветерот свиркаше низ празнините во дрвените ѕидови, а каминот беше мокар и празен. Имаше само 2 соби. Излезе дека храната на тетин Вернон беше по едно пакетче чипс за секого и 4 банани. Се обиде да запали оган, но празните пакетчиња од чипс само чадеа. Сега добро би ни дошле тие писма, а? Весело рече. Сега многу добро беше расположен. Очигледно мислеше дека нема никаква шанса поштата да стигне до нив низ бурата. Хари во себе се согласи, иако мислата воопшто не го развесели. Како што паѓаше ноќта, ветената бура дивееше околу нив. Прсканици од високи бранови ги заплискуваат ѕидовите од калибата и жесток ветар ги трескаше валканите прозорци. Тетка Петунија најде неколку мувлосани кебиња во втората соба и намести кревет за Дадли на софата изеден од молци. Таа и тетин Вернон отидоа во нерамниот кревет во соседната соба и го оставија Хари да го најде најмекиот дел од подот и да се свие под најтенкото, најпарталавото кебе. Бурата се повеќе и повеќе беснееше со одминувањето на ноќта. Хари не можеше да заспие, се тресеше и се вртеше во обид да се намести, а стомакот му се грчеше од глад. Рачењето на Дадли ги задушија тивките грмежи што почнаа близу полноќ. Осветлениот бројченик на часовникот на Дадли кој му висеше преку работ на софата од дебелиот зглоб му покажа на Хари дека за 10 минути ќе има 11 години. Лежеше и гледаше како родендерот му отчукува се поблизу. Се прашуваше дали на Дърслиеви воопшто ќе им текне. Се прашуваше каде беше човекот што му ги пишуваше писмата. Уште 5 минути. Хари слушна како нешто надвор зачкрипи. Се надеваше дека покривот нема да се урне, иако можеби ќе му беше потопло. Уште 4 минути. Можеби кога ќе се вратат од куќата во Привет Драйв ќе биде полна со писма, што некако ќе успее да украде едно. Уште 3 минути. Беше ли тоа морето што удираше толку силно по карпата? И уште 2 минути. Што беше тоа чудно крцкање? Се уриваше ли карпата во морето? Уште 1 минута и ќе има 11 години. 30 секунди, 20, 10, 9, можеби ќе го разбуди Дадли само за да му додева. 3, 2, 1, бум!
Целата колиба се затресе, а Хари се исправи и стаписано погледна кон вратата. Надвор имаше некој и тропаше за да влезе.